Дали знаеш дека повеќе од 60% од животот на земјата е толку мал што може да се види само под микроскоп? Овие мали суштества ги нарекуваме микроби или микроорганизми. Се проценува дека постојат околу 2 до 3 милиарди различни видови од овие мали суштества и многу е важно да знаеме дека не можеме да живееме без нив. Ви благодариме, микроби. Тие произведуваат кислород во атмосферата и го регулираат азотот во почвите, неопходен за растенијата кои се основа на синџирите на исхрана. Во ова видео ќе разгледаме некои микроорганизми и тоа што тие го работат добро или лошо. Микроорганизмите се поделени во 6 главни групи. За да откриеш кои се тие, пополни ги буквите кои недостасуваат. Паузирај го видеото и размисли. Дали ги напиша сите? Протозоите се составени од една клетка. Најчесто се наоѓаат во водните тела и почвите и се основа на многу мрежи за исхрана, обезбедувајќи хранливи состојки за растот на другите организми. Сигурен сум дека сите сте слушнале за габите. Печурките на пицата се доволно големи за да ги видиш. Но постојат и многу други видови на габи кои се мали и не може да бидат видени со голо око, како на пример некои квасци и мувла. Всушност, треба да им заблагодариме на некои квасци за лебот кој нараснува и за ферментацијата на алкохолот. Од друга страна, многу видови габи предизвикуваат болести како габични инфекции во твоето тело. Бактериите ги бие лош глас, што не е фер. Да, некои од нив може да бидат опасни, но многу видови на бактерии се всушност многу корисни. Околу 100 милиарди бактериски клетки живеат на нашата кожа, а уште многу повеќе живеат во нашиот дигестивен систем. Миризлива пот? Мирисот всушност го произведуваат бактериите кои живеат таму. 50 години се обидуваме да ги уништиме бактериите, но сега веќе знаеме се повеќе за добрите бактерии и придобивките кои ги имаме од нив. Тие може да го подобрат нашиот имунитет и да помогнат во варењето. Некои видови бактерии се истражуваат како можни произведувачи на инсулин, што би ги заменило инсулинските инекции во иднина. Дали си љубител на сирење? Заблагодари им се на бактериите. Тие се користат во производството на сирење и јогурт. Бактериите исто така се користат и за добивање на биогаз во анаеробни дигестори, па тие се многу подобра алтернатива за фосилните горива. Плодни почви? Ви благодариме, бактерии. На растенијата им е потребен азот за да растат. Но како азотот доаѓа во почвата? Секако одговорот е во бактериите. Тие го фиксираат азотот во почвата. Вируси. Збор кој на сите ни носи лоши мисли, но за разлика од бактериите со право. Можеби во иднината и на вирусите ќе им најдеме корисна примена. Почекајте до крајот на видеото за да видите како. Алгите се уште една основна група на микроби кои се наоѓаат на дното на синџирот на исхрана. Тие вршат фотосинтеза, што значи дека ја земаат енергијата од сонцето и ослободуваат кислород во околината. Бидејќи нивниот кислород ни овозможува да дишеме. Тие ја користат сончевата енергија за да произведат јаглехидрати, кои се основата на многу синџири на исхрана. Сигурно не знаеш дека состојки базирани на алги се наоѓаат и во сладоледите, преливот за салата, пијалоците, кармините и пастите за заби. 7 милиарди луѓе, трилиони животни. Како тоа светот не е само еден голем куп измет? Секако, прекрасната заедница од микроорганизми повторно не спасува. Бактериите и алгите ја разградуваат органската материја, како што се мртвите организми и отпадот, на поедноставни супстанци кои потоа повторно се враќаат во почвата. Најдобро од се е што микробите не се ограничени само на органската материја. Тие може да јадат скоро се: отровен отпад, пластика, со што не спасуваат од живеењето на еден огромен куп од ѓубре. Го оставивме најдоброто за крај. Микробите може да се решението и за кризата со антибиотици. Тие може да се користат за производство на нови антибиотици кои се доволно моќни да ги убијат и најлошите супербактерии. Во последните 50 години сите нови антибиотици доаѓаат од микроби кои буквално живеат во почвата во твојот двор. Или, можеби ќе ги замениме антибиотиците со нешто подобро. Научниците се обидуваат да пронедат начини за да употребат вируси наместо антибиотици за да ги убијат лошите бактерии. Како што рековме, во иднина може да најдеме прекрасни начини за користење на вирусите. Ова е прекрасниот свет на микробите без кој не би можеле да преживееме. Да, некои предизвикуваат заболувања, но тие и лечат болести, произведуваат кислород, енергија и храна. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница
naukazadeca.mk